Секако дека на уставните измени мора да се работи. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската Унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени, кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. А за да бидат адресирани, треба се воспостави диалог, редовен, да се врати довербата помеѓу двете соседски земји, за да може на европски начин да градиме заедничка европска иднина. Не се правите вие многу големи патриоти, вие нешто сте штителе. Штитите сопствениот криминал. Затоа што ако ние трнеме стварно да влагаме во Европска унија, прво што ќе се направи е спок. Нешто како спок у Македонија и ќе треба сите да ве чешлат. Па ќе дојде некоја Лаура Ковеши. Па чекај сега што сте правеле да видиме. Вие сега пробуете тоа да го адресирате. Да адресирате како да не го јадете стапот. Тоа е проблемот. Доверба, моверба, како немате диалог? Зашто лажеш дека немате диалог? Па историската комисија со Бугарија работи редовно со полна пареа. Имаат состаноци почесто него што имаа кога беше претходната влада. Се гледаа еднаш на 6 месеци, сега се гледаат еднаш месечно. Историската комисија составена од историчари предложени од оваа влада на ВМРО да помене. На одобрување ни се пуштени нашите учебници за децата од 5-6 делени у Бугарија, бугарите да ни ги одобрат. Па вие не да сте отвориле диалог. Вие чекате и оценка од бугарската влада дали се добри учебниците. Немој да лажете дека нема диалог, имало изгубена доверба. Нема изгубена доверба. Вие не верувате на Лаура Ковеши дека нема да ве чепка.